Во услови кога македонскиот јазик е однадвор, но и однатре, негиран и оспоруван. Во ова издание на Тренинг, мој соговорник е Христина Ангелевска, најдобриот студент на Филолошкиот факултет со просек 9,94. Ангелевска, на стартот, кога читав едно ваше интервју, во него можев да увидам ентузијазам, храброст, но инспирација. Но она што остава впечаток, што помалку има и негативен тренд, е намалениот интерес кај младите за студирање на македонски јазик. Зошто е тоа така? Добро вечер, ви благодарам за убавите зборови. Зошто младите не се запишуваат на катедрата за македонски јазик или на катедрата за македонска книжевност? Одговорот веројатно треба да се побара кај средношколците. А зошто понатаму мал број се запишуваат и понатаму и дипломираните мал број продолжуваат да се занимаваат научно со македонскиот јазик? Мислам дека демотивацијата е во тоа што нема нови вработувања во научните институции или се многу ретки, нема финансиска поддршка, нема стипендии за постдипломски студии, нема финансирани проекти и така натаму. Како се најдовте во Хрватска и во Германија и кои искуства од таму ги донесовте? Во Загреб, во Хрватска, отидов во 4-тиот семестар од факултетот преку Еразмус плюс програмата за размена на студенти и таму студирав македонска книжевност, бидејќи во Скопје студирав македонски јазик како насока 1 и македонска книжевност како насока 2. Втората насока ми отвори повеќе можности за студирање во странство. А во Олденбург се уште не сум била, меѓутоа соработувам со тамошниот универзитет, вклучена сум во проект кој што се занимава со проучување, транскрипција, редакција на македонските дијалекти во Албанија. И можам да кажам дека во двете нешта влегов ентузијастички, а се покажа на вистина како животни патокази. Што според вас или што за вас значи терминот македонизам? Политички или теоретски поим? Терминот македонизам историски кога се или подгревање на националното чувство. Да, во историјата кога се градело чувството за национален идентитет, мислам дека рака под рака оделе и чувството за јазичното чувство, чувството за идентитет, за градење или осамостојување на една држава. И во историјата терминот повеќе се поврзува, повеќе политички всушност отколку јазичен. Сега повеќе јазичен термин, повеќе се однесува на македонистиката како наука за македонскиот јазик. Според мене овој термин е поширок термин, не може да се поврзе само со македонистиката, односно овој поим не опишува нас, нашето минато, сегашност и иднина, односно во тој термин се вклучени нашиот јазик, култура и чувството за самоопределување. Како ќе го афирмираме и промовираме македонскиот јазик во услови кога е драстично намален интересот за студирање на македонски јазик на Филолошкиот факултет? Јас би рекла дека ова што во последниве години се случува е стивнување на некој начин. Мислам дека во иднина ќе се врати интересот кај младите за студирање на македонски јазик. Не може катедрата нели да изумре. Го промовираме и преку странски универзитети, преку нашите универзитети. Го промовираме македонскиот јазик, меѓутоа жални се податоците дека ние се помалку имаме можности за промоција надвор на македонскиот јазик. Но прашањето ми е како вие ги доживувате периодичните обиди за негирање на македонскиот јазик? Искрено сметам дека негација на еден јазик во 21 век, јазик кој што е автентичен и автохтон, е смешно. Македонскиот јазик, прашањето за македонскиот јазик е одамна затворено и научници од светски ранг беа тие кои што ја поставија и ја докажаа теоријата дека старословенскиот јазик потекнува од македонските дијалекти, односно од селата Сухо, Висока и Зарова во Егејска Македонија. И всушност првиот писмен јазик на словените
од југ се ширел нагоре. Светите браќа Кирил и Методи го создале писмото и јазикот бил од македонските дијалекти. Кога сме кај македонскиот јазик, гледате допирни точки помеѓу нашиот, поточно македонскиот и бугарскиот јазик? Се разбира, допирни точки има помеѓу сите словенски јазици. Со фактот дека македонскиот и бугарскиот јазик се најјужни јазици и двата припаѓаат во јужнословенската група на јазици, нормално дека има допирни точки, како што има допирни точки меѓу рускиот и украинскиот и српскиот и хрватскиот, така има допирни точки меѓу македонскиот и бугарскиот. Тие се генетски сродни јазици. Зошто кај младите се повеќе се користи кокни јазикот, а не литературниот македонски јазик? Затоа што се помалку се чита македонска литература, а се повеќе читаме интернет вести, интернет литература. Не ви се чини дека многу повеќе уште од мали ги учиме младите или најмладите на странски јазик, отколку на нивниот мајчин јазик? Да, тоа го гледаме и сме сведоци на таква идеологија во моментов. А ако од мали нозе не се заучиме да си го сакаме мајчиниот јазик, тогаш не знам. Според мене тоа треба да се негува и да се култивира уште од најмали нозе. Прво својот јазик, а понатаму цел свет братски. Христина Ангелеска, најдобриот студент на филолошкиот факултет со просек 9,94, потекнувате од градот Прилеп, од градот на Блаже Коневски. Блаже Коневски, кога би бил жив, ке рече и Прилепскиот е дел од литературниот македонски јазик. Да, би сакала да кажам дека уште во македонистиката има едно традиционално размислување, да речем, дека секогаш треба да се надоврзуваме и да ја надополнуваме работата на нашите претходници. Па така во Крсте Петков Мисирков уште во 1903 ги постави темелите, трите принципи за официализирање на македонскиот јазик. Меѓутоа, тоа дојде од прилика 40 години. На истите принципи, односно еден од тие принципи е дека македонскиот јазик треба да се збогатува од сите дијалекти. Вториот е дека правописот треба да биде фонетски и третиот принцип дека стандардниот македонски јазик треба да се движи на линијата Велес, Прилеп, Битола и Охрид како најголеми културни центри. Кога Блаже Коневски одредени политички субјекти го нарекува џуџето од небрегово, дали тоа всушност значеше и негирање на македонскиот јазик? Јас сметам дека треба да оставиме за секој човек делото негово да покаже, дека ние можеме за некого да кажеме најубави и најлоши, најгрди работи, а тоа сепак да не значи ништо за личноста. Така што мислам дека редењето на некакви епитети навистина не е важно. Важно е тоа што го правиме. Ви благодарам за гостувањето во емисијата. Ви благодарам за поканата. Почитувани гледачи, тоа беше Христина Ангелеска, најдобриот студент на